Интернационалниот музички фестивал Тралала бележи уште едно успешно фестивалско издание. На сцената во сите 5 фестивалски денови минаа 105 учесници од 18 земји, кои оставија силен впечаток како пред публиката, така и кај стручната жири. Гран при наградата ова година ја понесе Италија со извонредниот женски вокал Сара Дал Олио. Со прекрасен гала концерт и доделување на наградите за најдобрите викендов во Битола се заокружи уште едно повеќе од успешно издание на 19-тиот интернационален музички фестивал Тралала. Годинава гран при наградата ја понесе представничката Сара Дал Олио од Италија, која сите своји настапи ги бележише со безпрекорен изглед и моќен вокал кој таа го поседува. Нималку зад неа не заостана и русинката Ирина Турова, која ја воодушеви и битолската публика со своите прекрасни настапи, покрај публиката во Охрид, како и 19 членото жири, од кои доби највисоки оценки. Првиот човек на фестивалот, Тони Алексовски, е презадоволен од целосната реализација на овој, како што вели, најголем музички фестивал во Европа. Прекрасно издание на Тралала, публиката беше презадоволна. Гости од 18 држави, 105 изведувачи, 19 члено жири, една прекрасна манифестација која заслужува да застане на врвот на пиедесталот во Европа. Со право, овој фестивал може да го истакне фактот дека токму од Битола, тој малечки град на Балканот, излегуваат големи европски ѕвезди во музичкото поле. Морам и да напоменам и тоа дека сите овие учесници кои ги видовме вечерава и во претходните 4 надпреварувачки денови во Охрид, сите тие се учесници кои навистина учествувале на големи надпреварувања, дел од нив ја представувале својата држава на Евровизија, на големи светски фестивали, така да чест ми е што учествуваат на нашиот фестивал во Македонија. Младата италијанка Сара Дал Олио, која годинава ја понесе гран при наградата од фестивалот, има учествувано на бројни фестивали, па дури и на детска Евровизија. Таа со право и почит ја зеде наградата бидејќи станува збор за извонреден вокал и талент кој има преголем потенцијал кон било каков вид музика. Следното јубилејно издание на овој голем музички фестивал до година, кое ќе биде 20-то, Алексовски најавува уште подобра организација, како што додава, целта ќе биде да има уште поголем број учесници и да докажеме дека во овој мал град има едно срце кое чука за љубов и музика.